Озвучуваме оваа книга Друм за Македонија, издадена 1997, едицијата Лицеум при Скрби и утеха. Знаете, значи, пишувана пред скоро 30 години и која отвара некои македонски состојби кои до ден денеска се актуелни и стануваат реалност. Значи, неразбрано, непрочитано, недозволено. Во какви пранги се движи македонската слобода, со какви вериги пранги сака да те оковаат. За македонската петица, 44-та страна. Не учеа во името на братството и единството, дека сме птици од зад Кавказ, додека бевме под Јошко. Немавме поим за Александар и Филип. Ја учевме историјата на доминација, како кому му одговара. Што е тоа историја? Приказ на која некој ја запишал како субјективна вистина, што ви ја сервираат вам, за да знаете кој доминира. И денеска ги учат нашите деца на лажна историја. Да не се сакаат самите себе. Но постојат факти, записи, букви, имиња на места и планини, мирни, кои еден ден ќе ве доведат до вашата приказна, која од ред причини ви била раскажувана од страната на окупаторот, оној што сака да ве потисне, да доминира над вас. Ако Хитлер не ја загубеше војната, дали ќе ја учевме оваа историја? Ако Константинопол не падна под Турско, дали ќе зрачеше Рим? Ако не поделија римјаните во Пидна, дали денес ќе бевме Република граѓаноидница? Не постои историска вистина. Постои само вистина за доминација. Единствената историска книга која е верна е Светото писмо, па таму има македонци и Македонија. Затоа на македонскиот комплекс треба да му застанеме на опашот. Божем постоел мит за Александар, така наречен македонизам. Божем сме немале врска со македонците на Филип. Божем денес историјата ни ја пишувале ентузиазирани самоуки историчари, како што сретна во еден неделник од онаа страна на Пирин планина, кај што дуваат таа состојба на доминација. А кој ни ја пишуваше судбината со Јошко? Само оние што мислат како тој, Кутриот Бравар. Сето тоа е само еден дел од големата македонска судбина, стара колку и човечката приказна. Велат дека папокот на светот е Македонија и додека не се обедини таа, нема мир на мајкава земја. Затоа во Откровение 16:16 е пишано и ги собра сите на местото по еврејски наречено Армагедон. Денеска, за жал, битката повторно се води за и околу Македонија. Дравикос, напишал Хомер, на македонски здраво, на грчки гиасу. Да стенка историјата. Стенка кај Хомер е стенахо, на грчки е вонго, на македонски стенка. По налог на атинскиот сатрап Пизистрат ја приспособуваат Илијадата и Одисејата за атинската младина. Ја позајмиле од народните поети Ајгид или Ејгиди, страница 131 на еден речник на еден народ. Сретнуваме збор дејгид или дејди во обраќање кон некого или нешто со подсилена чувствителност, особено во народната поезија. Историја на зборот. Зборот поет, поење, пеење, поет, поезија, тој е пејан, учен, затоа му верувам на доктор Дашко Белчев, на неговиот прилог кон историската вистина, приказна за зборот етимологија. Еден човек со степенот на вербата, сам фалангистичка формација. Излезе последната книга од неговата тетралогија Слава ти Господи Исусе Христе, Македонија, 4000 години цивилизација, писменост и култура. Култот кон Јошко едно време го засенуваше култот на Гоце Делчев. Сега е спротивното. Нивните судбини се преплетуваат во црешар мај. Тоа е уште еден аргумент дека историјата е непостојана работа. Да не биде да знаете да учите привремена приказна, субјективност, доминација,
Лага, примаме се од светот и имаме што да му дадеме, беше речено по повед доделување на наградата Гоце Делчев. Баш така, ги примаме сите демократоиди, контролори на демократијата, а ги продаваме имињата и знамињата. Важно е здравие. Збогум за Ахиловата петица. Тоа е второто име, односно псевдонимот на Гоцета. Ахила го топела мајка му Тетида во вогата на Стикс, Божицата и синот. Божицата синот го држала за петицата, брцајки го во светата вода, и затоа единственото ранливо место на јунакот е неговата петица. Му слегло срцето во петици, пишува во речникот. Петицата на Гоце Делчев во неговата изјава дека светот е поле за културен надпревар на народите. Во нашата представа за Едисонце Страшко го играше Гоце Делчев, дека светот е поле за културен колеж меѓу народите. Во контекстот на Македонија култура на доминација, буквално сватен денес го слави Бугарија, местото на раѓање му е во Егејска Македонија, Грчка, а му положуваат венец на гробот во една црква во засега се уште поранешна република. Денеска веќе по 30 години северна го натакна, тој побегна во Дубај. Зошто бегаш бе, пиле? Од Исус Христос не можеш да побегнеш. Културен надпревар, нели? Неговиот споменик гордо се истопорил во паркот, па и во Пустец ставија споменик на Гоце Делчев и таму нагрвали овие од Пирин планина. Шизофрени идентитети, Скопје, Македонијава, повест за веселба. Приказна за споменикот почнува пред камениот мост на Вардар. Едно време споменик имаше цар Душан, силниот, качен на конј пред мостот. Широкострујниот акции, вели за Вардар Хомер. Цар Душан го претопуваат бугарите кога не ослободува Гоце Делчев, со се конјот. Затоа Гоце во паркот е толку крупен и голем. Мустаклијата во паркот, во градот, во нашата земја, во Македонија. Онаа за која се надпреваруваат, онаа што се претвора во поле за културен надпревар на соседите постмакедонски идентитети, шизофрени идентитети, кои не знаат што се и кои се, оптимизам, самодоверба, хуманизам и задоволство од завршената работа, вели председателот на Сојузот на синдикатите во едно телевизиско интервју. Оаза на работата, на лагата. Може би во некоја дива пролетна ноќ ќе се повилнее духот на Ахила. Тоа е второто име за Гоце. Може би ќе ја надрасне петицата, мајка му Тетида му предскажувала 2 судбини смртни, слава и краток живот ако остане кај зидините на Или и Троја, и мирен и долг живот ако се врати дома, ако се откаже од борбата. Гоце ја избра бесмртната слава. Зборувам за Ахила. Од што треба да се откаже Македонија? Или што ќе избира? Еве сега има локални избори. Може ли воопшто да се избере, кога сите трчаат на скопската тумба кај Езевула, да им каже што да прават? Ние наместо Годо во документарниот филм снимен за македонската телевизија, го чекавме Гоце Делчев. Се разбира, не дојде тој. Ние македонците постојано чекаме некој да дојде и да ни помогне. Зарем заборавивме дека е дојден веќе Господ Исус Христос, дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение ние веднаш тргнавме за Македонија, зашто разбравме дека Господ не праќа таму да го шириме светот Евангелија, дела 16:9 Новиот Завет, да ни ја излекува петицата, да ни помогне, да не сгрижи. Резултатот е култура на доминација или историја која ви ја сервираат за да знаете кој доминира. Лага и кјапџија, туфкање, туфне, туч, на кантар студен со туч, ја мерат македонскава душа, македонскиот речник. Споменикот е излеан во туч, и така македонци мои на кантар студен со туч го мерат македонецот. Разни демократоиди. Ке победиме, знаеше често да каже Рацин. Него го снајде лопушник. Не чека уште многу работа за македонската светлина, да болсне македонската Исусовата светлина. Убава квечерина заоѓа историјата на лагата, на доминација
Кутлешница е македонската душа. Ја озвучуваме оваа книга, пишувана пред скоро 30 години, Друм за Македонија. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ти благодариме, ти љубиме. Во просторијата 47 страна за македонското пазарење. Во просторијата беа 2 декана, еден ректор и еден асистент. Простете, но имаше уште еден човек. Не му ја помнам функцијата. Простете. Ме замоли деканот да го заменам на една средба. Кога човек прави добро, истовремено чини и зло, напишал Жан Пол Сартер во една своја драма. Екзистенционализам или на древно македонски преживување. Ректорот зборуваше на телефон. Се вели со Господ назад. Простете, според Сартер тоа е идентично со напред. Во некој земји председателот е Господ, само во некој. А ние си чекаме. Деканот што го заменував не е повеќе декан. Ректорот кој зборуваше на телефонот не е повеќе ректор. Не е ни помалку. Во некој земји министерот за внатрешни е демократска категорија на народот. Работи. Внатрешни и надворешни. А ние си чекаме. 2 декана, асистентот и еден човек. Ректорот не повика да му направиме празненство, природба. Значи тој разговара со еден демократски господ седнат на меката столица на универзитетот. Во Тетово се произведува граф. Познати си и по јаболката. Јаболко на раздорот, би рекле поетите. Кучињата лајат, а универзитетот си врви. Пазар на книгата. Некои тоа го викаат саем. Се фини луѓе мил мој лебеду. А никако да фатат корен, би кажал Бертол Брехт. Требаше погоре да напишам карван. Простете, грешка. Во еден ден, пазете, пред 30 години ова пишувано, во еден ден 60 македонски семејства летнаа за Нов Зеланд, а денес? Не знам дали пред порти го одиграа тешкото. Порано жените останувале дома да ја вардат куќата. Сега патуваат сите. Карванот си лае, а универзитетот си врви. Простете, повторно грешка. Во Тетово се произведува граф. Аеродромот си лае, а кучињата си врват. И јаболка. Има гурбетчи на кои жените им седат дома, ја множат куќата. Можете да се напиете некоја чашка на пазарот. Не мислам онаму каде што се продаваат јаболка и граф. Мислам на книгите. Пазарот си е пазар, купи продај. Од тој граф и јаболка универзитет лажни дипломи најде еден Илиевски инспектор. Никој не одговараше. Предходниот председател кажа нешто што да се запраша човек, да се запраша, да се попраша. Да се опита. Култура на неказнување. Па тоа е криминал бе, синко. Купи продај, не сте помислиле дека ни ја распродаваат Македонија со лажни дипломи. Кој мисли зло, не мисли, така се уништува УКИМ, вистинскиот универзитет. Не е баш така. Кој не мисли, ќе му се смисли, ќе му се снемили. Простете, гласно размислувам за саемот. Некој просто би по-народски би рекле пазар. Читај по-народски, мисли по-граѓански. Замислете си и ромите да си отворат пазар. Мислев на универзитет. Граф и јаболка, едно пишува, друго мисли, новинарска работа. Министерот рече дека тие се во брак. Не знам кога и каде била свадбата. Дали има деца, не знам, простете, а ние си го чекаме. Ректорот, кој повеќе не е ректор, а не е ни помалку, задоволен до чвркнување, не баре разговара со Господ. И така замислете си да си отворат универзитети и египјаните, или ароманите, или вулгарите, а на вулгарите навалија сега. Море вулгариеј. Болгар, збирштина. Турски збор. Погледај во етимолошкиот бугарски речник. Болгар, турски збор, што значи збирштина. И ќе си лајат, ќе си го играат тешкото, и ќе се плодат, и ќе се отвораат пазари, универзитети, саеми, јаболка и граф. Оние кои мислат да не мислат, купи, продај, макара и чекрек, вител над кој се навива јаженат бунар. Чокле, збор кој недостасува во речникот. Простете, некој звони. Ја отворам вратата, бабичка на околу 70 години проси леп. Во бистрите очи изгасната надеж. Молку минува милосрдниот протокол. Човек, како тоа гордо звучи.
Македонец, напишал еднашка Максим Горки. Горко. Горчина. Ме прободува некаква веда, вене овој народ и све треба по басамасите бабичката. Македонија е звезда водилка во приватизацијата. Изјавил некој транзиционист. Куп лаги. Прикјочер ќе сретнете луѓе како ги пребаруваат кантите за ѓубре. Археолози на демократијата. А што ако и тие побараат да си отварат универзитет, пазар, јаболка и граф, да фалсификуваат дипломи, мислата како веда. Веда е молскавицка или зла вила според македонскиот речник. Еве ги тие работат уште у 7 сабајле. Ведите се санскритски древни книги. Да се веде, да се изведе, ведач, ведарница. Место каде лежат пилињата, каде се множат. Не можам да ја заборавам бабичката. Не можам да ги заборавам оние кои одлетаа за Нов Зеланд. Не можам да го заборавам милосрдниот протокол. Ние велиме пролет пред лето, процеп пред да се расцепи проток, ток течение протекло, протече, протекува, протекување, тек протокол. Нешто што се случува пред текот, пред почетокот. Се веде уште еден древен македонски збор. Универзитетот си лае, а кучињето си, а карванот си врви. А јаболката си врват, гравот си врви. Во граѓанската војна околу Кајмакчалан, Грамосевич, македонските бегалци ги испративме низ Руска Европа. Прифативме бегалци од Босна. Ако се скине макарата, ако пукне чекрекот на косовскиот бунар по горнава логика, што ќе сториме? Ќе ги прифатиме. И тоа го направија, ја промени етничкиот состав овде. Македонците ги раселивме, останатите ги прифаќаме. Некој зема пари за тоа, го продава македонскиот народ. Па ги знаете, тие се вашите слепи водачи. Простете, само размислувам гласно. Мултиетничка и мултинационална во духот на Бенетон. Зошто нашите соседни земји не се мулти, само ние ли сме македонците? Токму тие се мулти. Ура! Има една си зелена боја, се обидуваат да го префарбаат сонцето. Македонското, екологисти на македонската загадена историја од собствената приказна. Делејки на нашите браќа по јазик ќе си ја загубат приказната. Римската империја го наследи Македонското царство. Рим се подели на Источно и Западно царство. Војната за превласт се уште трае. Нашите браќа по јазик без македонците ќе останат без приказна, без митологија. Нашите соседи постмакедонски идентитети ја сечеа гранката на која седат Исток и Запад, Македонија, точка од која може да се тргне во доминација. Очите на бабичката, а не е ни толку млада Македонијава, испружената рака преку портата, екзистенционализам, преживување, доброто и злото на Жан Пол Сартер, една универзитетска канцеларија, а ние си чекаме. Простете, но имаше уште еден човек. Не беше тоа Максим Горки. Човек, како тоа гордо звучи. А македонец може ли да звучи? Не сте помислиле ли дека ни ја распродаваат Македонија? Ја распнуваат. Гордоста остана на пелата, а ние си чекавме. И последниот текст за денеска, смрт на театарскиот патник, 50-та страна. Не е интересно на што го пишуваат, туку на што го премолчуваат новинарите. Има една категорија на луѓе седи по кафеани, чита весници и слуша туги муабети. Фанариоти. Ако седнете во некоја мејана во која подпивнуваат новинарите, ќе дознаете интересни работи. Например, зборот фарисеи, кој значи припадник на религиозна политичка секта што ги штител интересите на богатите слоеви. Или нешто слично. Може да ви се случи да ве прашаат од која фара сте, од кој род потекло. Фараон, например, фора, кога некому му давате предност. Зборови, муабети. Ако може словенечкиот секретар на Друштвото на писателите да живее во Трст, тогаш македонскиот може да живее во Солун, изјави еднашка Симон Дракул. И преживеа. Треба да се има срце, за да не се отиде фира.
достоинство на една индивидуа, личности и настани. Алкмена бил поетски фестивал во македонската голема ера. Победникот за вознес и височина бил убиван. Како струга нема друга, пијанство и бес. Се преврте чамецот, лотката, се удавија тројца поети во езерото. Оскар Давичо исплива. Умре Владимир Бурич. Алкмена бил македонски поетски фестивал, го убивале победникот. Некогаш и сега. Велес. Мојата баба Даница беше по потекло од Велес. Велес го дели реката од Велешко. Пред војната едниот бил бугарски, кучињата лајат, другиот српски. Втората светска. Бугарскиот бил македонски, а по војната оној српскиот дел биднал македонски. Србите, оние што не се со нив, ги викале бугари. Бугарите, оние што не се со нив, ги викале срби. А реката си тече. Коритото ја води во Егеот Син. Една од македонските кратки истории. Мојот пријател новинар вели дека таа река е рбетот на Македонија. Веројатно има право. На соседната маса се не облачува, се работи за цвеки и баке. Едниот е новинар, а другиот поет, односно токму е спротивното. Кој е кој? Дали новинарот не е поет, а поетот новинар? Треба да се размисли околу тоа. Не е убаво кога новинар посега по новинар. Смислата на оваа професија се состои од почита на вистината. Останатото е да се убива победникот. Уште еден поет се обиде да биде човек. На една телевизиска емисија дел од паричната награда ја дарува на организацијата Обединети македонци. Го пречекале на автобуската станица. Оние што читаат весници темнат туги муабети. Чинам дека тоа се случило во Охрид. Новинарите можат да ви го разубават денот, да ви раскажат неверојатна приказна дека зелките на Магелан му ги носил некој македонец од Охрид. Во радост. Се разбира повторно со основата фора или фара. Зборови кои раскажуваат сказни за древна Македонија. Некогаш и сега. Настанот се случува во станот на еден универзитетски професор. Потписи се собира за референдум, нели, за Македонија да се стане независна. Немојте, деца, не можам подпис, рече професорот. Добро е што тоа не сум јас. Немојте, но ви стојам на располагање за министер со сите своји титули. Исусе, ако победите. Не му е ни не му лесно, а што ако не го реизберат? И така не се подпишат човекот, професорот. Следната случка е во станот на непознатиот либерал. Абе, деца, немојте, бе, погрешно е тоа. Ние во парламентот ќе се бориме. Им рече и се напија по едно кафе и не се подпиша либералот. Видовме како се борите вие во собранијата. Трчате кај Језебула од Скопската тумба и се пикате под таквото. И се собраа подписите под таквото, како се викаше тоа во речникот. Таквото. И да го убиеме победникот. Поетот. Да го убиеме македонецот. Новинарот кој се обиде да биде човек. Играме представа една досна пролетна вечер. Дојде пред представата еден човек што чита весници и слуша туги муабети и десетина пати го повтори прашањето зошто толку доцна играте. Сигурно има некоја причина и си замина. Може би не ги дочитал весниците, не ги дослушал муабетите. Причината е селекторот Бранко Ставрев од денови на Ристо Шишков и македонците од Мелбурн, Ице Најдовски и Владо Трчевски и Љубов кон сцената. Мислам дека тогаш прв пат или втор пат игравме на фестивали официјално. Ние или неофицијално. Не пуштаа да играме на фестивалите со скрби утеха. Тенката линија на вистината која не смее да биде скината, македонската приказна. Зошто во Австралија досега не гостувал македонски театар? Праша Бранко Ставрев. Кога заминувавме за Пустец Албанија со Келавата П негде таму 90-та година беше, или предходно 92-та, 3-та. Треба да проверам во ово. Со Келавата П од ЮНЕСКО не убедуваа дека таму може да помине само песна, играорци и смешка. Практиката го докажа спротивното. Може би треба да се размисли која е причината, например, за да се гостува во диаспората, да се пренесе дел од македонскиот дух или да се заработи некоја пара. Раскрсница, раскрстување или обид да се однесе Македонија во Австралија или Австралија во Македонија. Македонците покрај фолклорот и песната имаат јазик и духовен, креативен потенцијал. Дух, духовник, духовнички,
духовништво, пред зборот дух во речникот ќе го најдете зборот дуќан. Се сеќавате дека Исус им ги растури тезгите, што продава и купува во храмот. Раскршница, немојте да продавате и да купувате во душата, македонци мои. Момент кога може да се тргне за или против Македонија. Разговарам и за македонската делба, делне, делипала, што значи мангуп, скитник како скитите, разузданик, построената војска во македонскиот речник, делбо моја би напишале поетите, зошто не и новинарите, делбо македонска, кога од зборот делбо ќе се извади едно Б, се добива дело. И па таму почна да излегуваат првите текстови заради Братислав Ташковски, додека не почна пиринската сенка да се наметнува. Јас не се откажувам од ништо што било која сакаше да го затемни македонското сонце, помеѓу актерот и новинарот. Не се откажувам од Македонија. Исус ме направил македонец. Колку пари се потребни да си ја продадеш душата, бе, слеп водачу. Треба да се остане македонец, треба да се има срце. Во семина палета на МТВ се јави еден гледач. Се разговараше за психосоматски заболувања, студи зајде сонцето. Нели Македонија е во колективна депресија од демократската благосостојба, рече. Ја оставаме ли младинава на на безнадежноста и дрогата? Зошто се дозволува толку дрога во Македонија? Дали е можно во една драма, го кажавте во некрстени ден, дека политичарите земаат пари од тоа? Или да одиграм едно оро, да викнам некоја песна, да ви раскажам некоја смешка, нешто повесело сред село. Народ без образование и култура, без традиција нема да опстане. Треба да се пренесе духот Исусов во македонецот или да се заработи некоја пара. Не е интересно она што го пишуваат, туку она што го премолчуваат новинарите. Може да ви се случи да ве прашаат од која фара сте, од кој род, дали ќе испеете некоја песна, ќе цупкате, ќе се смеете, дали новинарот е поет. Треба да се има срце како Симон Дракул. Останатото е да се убива победникот, читај македонецот, македонци мои. А пошто ние ќе се разликуваме од другите. Ете, тоа се тие текстови. Слава ти, Господи Исусе Христе, гледате тој стил, тој начин, кој ме учеше, ме водеше денеска, откако го укинаа сите средства за театарот Скрбиутеха, бидејќи се што е македонско се укинува, се забранува. Јас работам за Таткото Небесен Господ Исус Христос и ја враќам Македонија во собственост на Господ Исус Христос. Не можете да ја уништите и да откраднете, сатански синови. Не за сатаната и смрт, да за Исус во Македонија. Амин до Царството Божјо. Амин.